Почитувани граѓани, почитувани медиуми, денеска ќе проследите две последователни пресконференции од мене и мојот колега Наум Стоилковски. Заев го урнисува државниот систем во нашата држава. Паралелно, додека ги распродава националните и државните интереси, грубо ја партизира државата. Зоран Заев е човекот кој ја зароби Република Македонија. Зоран Заев е човекот кој на дело ги реализира политиките што ги промовираше Курто Дудуш, кој ги изедначи личната карта и членската книшка на СДСМ. Вчера објавивме скандал каде јасно се гледа дека Зоран Заев преку кафеанските списоци на Социјалдемократскиот сојуз вработил 46 луѓе од СДСМ од Кичево во државната институција ЕЛЕМ, односно во РЕК Осломеј. Луѓето од списоците за вработување во РЕК Осломеј составени на 7 април веќе се на своите позиции и земаат плата на грбот на граѓаните. Секој месец граѓаните ги исплаќаат партиските членови на СДСМ на кои Заев им должи од пред изборите. Уште еднаш ги прашуваме Социјалдемократскиот сојуз дали РЕК Осломеј и ЕЛЕМ за овие 46 партиски вработувања месечно исплаќаат 1.815.076 денари. Дали секој месец граѓаните кои Зоран Заев и СДСМ ги уништија и ги фрлија во сиромаштија плаќаат од нивниот джеб 1.815.076 денари за плати на овие луѓе кои се вработувани директно од кафеаните низ Кичево. Ова ли е животот кој што го ветуваа СДСМ пред изборите? Почитувани, СДСМ и Зоран Заев да не ги избегнуваат одговорите. Јасно и гласно да кажат дали сето ова е вистина и е точно. Очигледно, живот дојде само за членовите на Социјалдемократскиот сојуз. Очигледно во владата на Заев не е потребна никаква професионалност, никакво образование и искуство за да бидеш вработен било каде. Впрочем, такви примери се неговите советници кои исто така живеат на грбот на граѓаните и земаат огромни паушали. Наместо 500 евра плата за сите граѓани, наместо 100.000 денари плата за докторите, наместо живот за сите како што ветува, Социјалдемократскиот сојуз вработува само членови и луѓе на кои што им должи од пред изборите. Почитувани, народот не е должен да ги плаќа извршителите и војниците и послушниците на Зоран Заев, кои се дел од планот државата да се претвори во партија, а партијата во држава. Ова лудило мора да престане, а овој криминален картел мора да падне и да се разби. Ви благодарам.